стигнуваме до 14-та глава на ова послание. Го почнавме на 6 мај 2018 година. Тоест, уште додека бевме во Дара Джамбас, и до сега има вкупно, ова е 32-та проповед. Уште малко останува, се надеваме до нова година, може би ќе го завршиме ова послание. Долго пътешествие, но еден печаток што се наметнува од досегашното изучување е дека апостол Павле го пишува ова послание да нападне да ја нападне гордост на луѓето во Коринт. Да ја нападне нивната егоцентричност, нивната желба да се покажат како поголеми од другите или секој да се покаже како поголем од другиот. Тоа го видовме уште на самиот почеток кога Павле им пишува: секој од вас вели јас сум, или Петров, или Павлов, или Аполосов. Тоа секој се сметал дека е нешто посебно. Споредва со оние другите, зашто тој следи некој посебен, голем водач. Зашто самиот водач и следењето на тој водач нема му дава така значење. Потоа, и со се расправат првите 4 глави, потоа гледаме дека почнале да одат на судови, на светски судови, заради некои мали штети што ги претрпувале. Некои оделе пак или ги тужиле своите браки и сестри во црква за некаква минимална печалба. Тоест, пак секој се гледал за себе си. Во 7-та, 8-та глава, 9-та глава, 10-та глава, таму темата е јадењето на храна која е пренесувана на жртви. Имало луѓе кои се сметале за духовни и Павле им вели: да, вие сте по-духовни, зашто вам не ви пречи храна која е пренесувана на идоли, зашто вие сте силни во верата. Знаете дека само Бог, еден Бог има, а оние таму идоли не се ништо, тие се само камења или дрва. Така да, навистина, можете без никаква грижа на совеста да јадете храна, секаква, меѓутоа, вие не се сообразувате со послабите во верата, вие си гледате само за вас, вие да се најадате. Не мислите на другиот. И затоа Павле таму им дава еден принцип, еден општ принцип, секој да мисли и за доброто на другиот, не само за своето добро. Во 11-та глава гледаме како пак богатите, мислејќи само за своите стомаци, се собирале порано или се групирале и се јаделе храната и виното што го носеле додека другите останувале гладни. Пак гледаме некаква себичност или свртеност кон себе. И сега во 12-та, 13-та, 14-та глава темата се дарбите и тука го имаме истиот проблем. И издигање на едни луѓе заради некакви дарби, тоест оддавање на посебно значење на таквите луѓе, на луѓе кои поседувале специфични дарби, нивно издвојување и дури се стигало дотаму, го гледаме тоа во 12-та глава, некои, бидејќи имале некакви дарби, кажувале: другите не ни требат. Јас сум окото, мене не ми треба устата. Јас сум духовен, најдуховен од сите, останатите не само што не се така како мене, туку тие воопшто и не се потребни во Христовото тело. И Павле им дава прво 2 принципи, многу важни, во 12-та и 13-та глава. Тоест, таа нивна гордост се напаѓа со еден општ принцип, го дава како пример Христовото тело, објаснувајќи дека како што во телото нема, телото кое со многу органи нема неважен орган и секој орган работи за доброто на телото, секој орган работи заедно со другите органи, во поддршка на другите органи, за општото добро на телото, така вели Исус Христос. Ние сме сите делови на Христос, различни делови, кои вршат различни функции, но сите треба да работат во единство. За доброто на тоа едно тело Христово. Така да говори за различноста, која треба да биде во хармонија и во единство за доброто на сите. Секој служи за доброто на другиот и така профитира целото тело. И потоа во 13-та глава говори за љубовта, онаа Христова
пожртвувана љубов, која треба секој да има, која е основата на која се користат дарбите. Без таа љубов, дарбите не само што нема да градат, ќе уништуваат. Тие ќе се деструктивни за црквата. И така, дава два генерални принципи, без да навлегува во детали за конкретните служби во црквата. Конкретните дарби, конкретниот ред во црквата. Тоа се само општи принципи. Во 14-та глава говори веќе по-детално, по-специфично, по-конкретно, откако ги изнесува тие два принципи. И 14-та глава можеме да видиме дека, според начинот како почнува, е продолжение на 12-та глава. 13-та е ставена само како една заграда меѓу 12-та и 14-та глава. На крајот на 12-та глава, 31-иот стих, Павле вели: стремете се кон поголеми дарби, а сега ви покажувам еден многу повозвишен пат. И 13-та глава е обяснувањето на повозвишениот пат. 13-та глава не зборува за некоја конкретна дарба. Тој говори дека дарбите немаат значење, ништо нема значење ако нема љубов. Да, навистина и љубовта е подарок од Бог, дар од Бог. Меѓутоа љубовта, тој овдека ја Павле ја поставува како неопходност која треба да присуствува во сите за правилно функционирање на дарбите. И во 13-та глава не ни се кажува кои се тие поголеми дарби, кон кои треба да се стремиме или кон кои треба да копнееме. Тоа е буквалниот збор: копнејте за поголеми дарови. Одговорот го добиваме дури во 14-та глава. Видете како завршува 12-та и како почнува 14-та глава. Последниот стих на 12, на глава 12 и првиот стих на глава 14. Вели на крајот на 12-та: стремете се кон поголеми дарби, а пак 14.1: ревнувајте, или истиот збор е овде како копнејте, како што е во 31 стих на 12 глава. Копнејте кон поголеми дарби, копнејте за духовни дарови, е во 14 глава. А пак во средината, видите, сега ви покажуваме да е многу повозвишен пат и 14 глава почнува: стремете се кон љубовта. Последниот стих, или крајот, последната реченица од 12 глава и првата реченица од 14 глава говорат за љубовта, а цела 13 глава е за љубовта. Видите како се споени. Повозвишен пат, љубовта. А пак стремете се кон поголеми дарби, Исус ова: копнејте за духовните дарови. И од тука натаму веќе Павле кажува, открива кои се всушност тие поголеми дарби. 13 глава говори за неопходност. Секој мора да има Христовата љубов за правилно да функционираат даровите. А во 14 глава веќе всушност напаѓа едно погрешно разбирање за даровите кои постои во црквата. Ревнувате за духовните дарови, или копнејте за духовните дарови, или стремете се кон поголеми дарби, а особено да пророкувате. Зошто? Токму пророштвото. Целата 14 глава, и во 13 го гледаме тоа, и во 12 на моменти, откриваме дека во црквата во Коринт посебно се ценеле оние кои говорат на јазици. Тоа бил знакот за духовноста. 12 глава почнува со предупредување за духовните нешта. Не сакам да не знаете за духовните нешта или духовните луѓе, дека вистинската духовност е покорноста кон Христос. Во црквата во Коринт, за духовни или напредно духовни, биле сметани луѓето кои говорат на јазици. Додека останатите се почетно ниво христијани или основно ниво, или можеби средно ниво. Но напредното ниво на христијанство било за оние кои говорат на јазици. И овдека Павле всушност во целата оваа 14 глава сака да покаже што е важно. Или контекстот е службата, богослужбата. Контекстот не е дома што правиш. Контекстот не е на улица, кога се собирате заедно на богослужба. Тоа е темата за 14 глава. Што е важно или зошто е богослужбата? Што треба да има
на една богослужба за таа да биде вистинска, да биде полесна, да служи на луѓето на богослужбата. И во продолжение, тој кажа, зошто треба да ревнуваат, зошто треба да копнеат за пророштва. За пророштва во спротивност или во контраст на говорењето на јазици. И сега овдека една напомена, повторно, што значи пророчката служба или што значи пророчката дарба во раната црква, во новозаветната црква. Тоа е многу важно да разбереме. Многу важно е да знаеме дека едно служење нема исто значење во различните периоди во таа божествена света историја на спасение. Пророштвото во Стариот Завет, пророците во Стариот Завет, се луѓе кои го следат исполнувањето на заветот, тоест верноста на луѓето, на Божиот народ, во исполнувањето на заветните обврски што ги превзедоа спрема Бог. Колку се верни во поклонението на Бог. И тие предупредува ако го има отстранување, отклонување од патот, запагање во идолопоклонство, предупредува или повикуваа за враќање назад кон Бог во вистинско поклонение и предупредуваа за казната што ќе дојде доколку не се покаат. Тоа е пророчката литература и пророчката служба во Стариот Завет. Ако земете од најраните пророци, па до најстарите, најдоцните, една иста е темата. Предупредување, повик за враќање назад и казната што следи. Јазикот е специфичен, стилот, се користи апокалиптички јазик, полн со метафори, полн со символика. Тоа е пророштвото во Стариот Завет. Во Новиот Завет, ако читаме вон библиски, христијански литературни дела, како на пример учењето на 12 апостоли, пророштвото во раната црква, говориме за црквата времето на апостол Павле, новозаветната црква. Пророштвото во таа црква има поинаква намена или пророчката служба е поинаква служба. Кога Павле го пишува ова на коринтијаните, тој го пишува тоа некаде средината на 50-тите години. Тогаш се уште не постоело посланието до римјаните, капиталното дело на апостол Павле. Делото во кое е основната теологија, така да кажеме, запишена. Немало нито едно пасторално послание, Тимотеј, Тит, ги немало затворските посланија, како Филипјани, Ефесјани, Колосјани, Филемон. Немало нито едно евангелие напишено во тој момент. Нито едно евангелие. Евангелијата се пишуваат подоцна. Црквата се уште немало нито една книга, било која црква, вклучително црквата во Корин, во која што, например, е опишено учењето на Исус како што е опишено во Евангелијата. Тоа е ситуацијата на црквата во моментот кога Павле пишува. Да, може би го имале посланието до галатјаните, може би посланието до солунците. Не знаеме. Единственото нешто што имала црквата било она предание лично сведоштво устно што Павле им го пренел, Петар, Аполос и ништо повеќе. На богослужбите немале што да читат. Пророчката служба во тој период е всушност едно авторитетно, вдахновено од Светиот Дух Божјо Слово во црквата кое ги гради луѓето. Слово кое не е поинакво од она што го имаме ние денес, кое е запишано, но слово кое пророците го добивале од Светиот Дух, вдахновени од него. Така да, пророците во раната црква се проповедници кои говорат вдахновени од Светиот Дух Божјо Слово. Божјо Слово. Слово кое е потребно црквата да се гради. Слово кое што секој верник се гради. Пророштвото не треба да го сватиме во раната црква, како што денес се практикува во некои цркви. Да дојде некој кај некој да му каже, Бог ми вели,
твојата сопруга е лоша, ќе стане подобра, или маж ти алкохоличар, Бог ќе го ослободи, или не си мажен жена, Бог ќе ти даде жена маж, или си болен, ќе озе. Не е тоа пророштвото во раната црква. Пророштвото во раната црква е слово од Бог, дадено од Светиот Дух, кој потоа ние го имаме запишано во Новиот Завет. Тоа е пророчката служба во Новиот Завет. И таа е поинаква од пророчката служба во Стариот Завет. И сега, треба ли таква пророчка служба денес? Дури не постои таква пророчка служба денес. И оние што пророкуваат денес не го прават тоа што го правеле пророците во Новиот Завет. Денес пророчката служба се сведува на некакви лични пораки кон луѓето, кон еден, кон друг, кон трет. И ако денес, јас не верувам дека има нели велат сецесионисти, престанале некои дарби, континуалисти, некои завршуваат. Бог работи според потребите. Бог им даде на евреите во законот што и како треба да прават. И потоа преку пророците предупредуваше. Во пророчката литература ние не можеме да најдеме некои доктрини кои знае какви тие се откриени. Таму беа предупредувањата дадени. Во поезијата, во псалмите, таму немаме кој знае какви доктрини. Таму има лични искуства на луѓето со Бог кои ги изнесуваат во тие псалми. И денес ако ни треба пророчка служба нас, навистина ако ни треба, и ни треба, тоа не е да му кажува на некој за неговиот приватен живот. Нас се треба пророк кој ќе застане пред црквата и сериозно ќе предупреди за сите недостатоци и аномалии на црквата денес, за отстранување, отклонување од вистинскиот пат. Им денес луѓето, ние христијаните се плашиме од ЛГБТ, се плашиме од терористи, се плашиме од не знам какви работи. Знаете ли кој е најголемиот проблем, најголемата опасност за светот денес? Црквата што го оставила Словото. Црквата го остава Словото. Тоа е проблемот, вистинскиот проблем. Состојбата на црквата во Македонија е, според моје мислење, во тешка положба. Не зборам само за православната. Црквата нема насока. Црквата во голем дел денес се влезен во тие националистички и секакви други политики во земјата. И ако ги следите нивните размислувања, статуси, што пишуваат на социјални мрежи, во голема мера е во оној национализам, предавници, патриоти и така натаму. Црквата нема насока. Кај да се движи? Збуната е, изгубена е во ова време. Пророчкиот глас треба да каже јасно, црквата треба да оди натаму како што на евреите во Стариот Завет им кажуваше Бог. Тоа и тоа треба да направите. Тоа е моје мислење, како и да е. Но вистината дека пророчката служба во Новиот Завет е таа откривање на боговдахновено слово. Слово кој ние денес го имаме запишано во тие 27 новозаветни книги. Но нешто друго е многу поважно во овој текст, во овие 25 стиха, тоа во целата 14 глава, принципи. Многу јасни принципи има вложено. Независно дали даровите престанале или уште ги има многу важни принципи кои се важни за сите времиња. Принципи кои се вложени, принципи кои покажуваат какви работи вреднувале коринтијаните, а какви всушност треба да вреднуваат. И пак ќе кажам, контекстот е службата, богослужбата, кога се собираат заедно. Црквата или богослужбата постои за две работи. Таа е да се градат луѓето внатре, да се изградуваат, духовно да се изградуваат. И ако дојде некој од надвор, тој да биде евангелизиран, тој да биде допран од таа служба. Тоа се две основни работи што овдека апостол Павле ги потенцира во овој текст. Ајде да го видиме првото, се изградување на верниците. Првиот стих рече, ревнувајте за дарови, посебно да пророкувате. Видите како почна вториот стих. Со одговор, со објаснување.
Зошто? Бидејќи. Зашто? Оној кој зборува на друг јазик, тој не им зборува на луѓе, туку на Бога, бидејќи никој не го разбира, а со духот кажува тајни. Нема да навлегуваме во тоа, што значи. Принципот е важен. Пророкувајте. Зошто? Поради што? Бидејќи оние што говорат јазици, тие не говорат на луѓето. Тие говорат со духот на Бог тајни. А третиот стих вели, а пак кој пророкува, тој им зборува на луѓето за надградување, охрабрување и утешување. И ако сега го видите пророштвото, како овде го објаснува Павле, многу е слично на она што го вели пак во 2 Тимотеј 3:16. Целото слово е боговдахновено и полезно за изградување, охрабрување, така натаму. Пророкувањето, пророштвото надградува, изградува. Зошто? Зашто пророштвото е слово од Бог кој изградува, вдахновено слово од Бог. Пророштвото е всушност, ако сакате, проповед. Пророците проповедале во црква. Или Павле, стремете се повеќе да проповедате. Зошто? Кој е проблемот зошто во црквата го имало едното, го немало другото? Немало пророкување, имало говорени јазици. Кој зборува на друг јазик? Тој се надградува сам себе, а кој пророкува? Тоа надградува црквата. Каков проблем можеме да видиме овдека? Еден вообичаен проблем кој го следиме низ целата книга, кај Коринтијаните. Јас сум повеќе од другите. Јас се надградувам. Јас говорам јазици. Јас сум повеќе од другите. Јас дури на служба ќе се изградувам повеќе од другите, за да бидам повеќе од другите. Мене не ме интересираат другите. Јас сум важниот. И колку повеќе јас се изградувам себе си, толку ќе бидам поголем од другите. Основната причина поради која што коринтијаните предпочитале јазици била егоцентричноста, повторно. Личната изјава. Мене да ме видат, колку јас сум духовен. И мене да ми завидуваат. Мене да ме издигаат. Тоа Павле вели еден основен принцип кој го кажува во 10:24. Никој нека не ја бара својата лична полза, туку ползата на другиот. Ова не е единствено место во 14 глава каде што Павле предупредува. На многу места тој го дава тоа предупредување. Оставете ја вашата самоизјава и градете го телото. Градете ја целата црква. Дарбите, всушност, сака да им каже Павле, на службата, на богослужбата, не се за лична полза. Дарбите се за градене на целото тело. 12 глава говореше за тоа и овде гледаме како продолжа многу конкретно, специфично, со конкретни служби. Го објаснува тоа што општо го кажуваше преку метафората за телото Павле во 12 глава. Имате неопходност од откровение. Зошто е таа неопходност од откровение? Јас би сакал сите вие да зборувате на други јазици, а уште повеќе да пророкувате, зашто кој пророкува е поголем од оној кој зборува јазици. Освен ако ги толкува. Тоест, ако ги толкува, тој ќе биде како пророкот. И се тука да навлеземе пак нели во оваа тема за јазиците. Малку понатаму ќе видиме Павле разграничува јазици кои се за лично изградување, тоест со кои преку духот говори тајни на Бог, и јазици кои преку толкување стануваат проповед, тоест пророштво. Очигледно дека во тоа време пророштво или откровение од Бог се добивало и преку тие јазици кои се толкуваат и стануваат разбирлива порака, разбирливо слово од Господ. И во таа смисла, повторно, бидејќи ние имаме вдахновено слово запишено, таквата служба е непотребна. Зошто? Бог би дал
таква служба и таков дар кога ние го имаме тоа слово, кој треба да го изучуваме, и тоа сериозно, задлабочено, и да го проповедаме. Така, во таа смисла, вака погледа, како што Павле објаснува, то нешто не треба, нема освен ако некаде, во некој дел, воопшто нема Библии, ги изгорат сите Библии и во црквата немат Библии, Бог да им даде такво нешто, зашто Бог не е ограничен. Тој знае кога како што да работи. Но едноставно црквата нема потреба денес од такво нешто. Со други зборови Павле сака да им каже, единственото нешто, единствената полза што ја има тако, се говори јазици во црква, туку така неразбирливо, е некаква спектакуларност, некаква сензационалност. Се случува нешто надприродно. Има неко чудо има. Но каква е ползата, вели Павле? Каква е како тие манифестации, тој спектакл ќе ги изгради луѓето? Како тие на крајот ќе станат поблиски или ќе стигнат, ќе го познават Бог подобро или ќе стигнат до Бог? Она што навистина треба е знаење. На крајот вели: сега јас ако дојдам кај вас, браки, и ви зборувам други јазици, каква полза ќе имате од мене ако не ви соопштувам или со откровение, или со знаење, или со пророштво, или со поука? Сите овие 4 работи говорат за проповед. Јасна, разбирлива проповед. Тоа она што вам ви треба. Вам ви треба проповед која ќе ве гради. Немате потреба од театри, какви што се организираат во цркви денес. Театри кои се интересни, привлекуваат луѓе, меѓутоа сите си одат дома без да мрднали и милиметар во духовен поглед. Можат да раскажуват што се случувало, какви работи се случува. Но кога ќе ги прашаш, и добро, што разбра ти од тоа? Каква е полза за тебе? Не знаат да одговорат. Едноставно, не знаат да одговорат. Останува само интересно беше. Тоа, ништо повеќе. И тука 2 илустрации дава Павле. Тој постојано врти истиот принцип. Важноста од градењето на црквата преку слово, јасно разбирливо слово. И бездушните предмети, вели, кавалот, гуслата даваат глас. Ако не даваат разни гласови, как ќе се разбере што свири кавалот или гуслата? Тука има предмет мелодија, ако нема. Ако така си свири тој кавал или гусла, ти ништо нема да разбереш. Меѓутоа, ако таа гусла, тој кавал заедно, синхронизирано, отсвират некоја мелодија, ти разбираш што сака да каже. Разбираш која е песната, ќе се сетиш и на зборовите од песната. Идејата овдека да има една хармонија која звучи исто за сите. Една порака која сите ќе ја разберат и ќе биде полезна за сите. Има случај 99-та година во Барселона, во Мадрид, гостувал Виенскиот филхармониски оркестар. 2000 души дошле и требало да биде изведена Болеро. Почнал концертот и обоата, нели, она водечкиот, главниот инструмент, тргнала во сосема друг правец да свири. По неа хорната и тромбонот. Некои инструменти, некои музичари се труделе да следат, нели, правилни ноти, меѓутоа публиката веднаш скокнала, почна да свиркат и да викат доста. Потоа се разбрало дека диригентот што ги подготвувал има многу таков некој арогантен однос и нарочно му го направиле тоа музичарите. Место на убава симфонија се случило какафонија. Тоест, никој не може да разбере на каде оди, која е пораката, која е песната, која е мелодијата. Црквата во сите своји служби така треба да работи. Секој да може да разбере која е мелодијата, кој е ритмот, во која насока одат служењата, која е ползата, која е пораката.
Втората илустрација уште е појасна. Говори за војничката труба. На времето командите на бојното поле, зашто не може никој да извика толку гласно што сите ќе го слушнат, користеле труби. Имало мелодија за различни заповеди. Кога треба да тргнат во јуриш, ќе отсвири трубата. Меѓутоа, трубата треба да го отсвири правилната мелодија. Американската војска до толку го усовршил тој команден систем што имале 25 различни мелодии за различни заповеди. И секој војник ја знаел секоја мелодија, можел да ја разбере. И јасна е пораката во црквата. Се што ќе се каже треба да биде јасно за сите и сите да бидат мобилизирани на ист начин, во исто дејство. Тоа е многу јасно овдека. Така, службата како служба треба да биде така што таа ќе изгради. Нема да се случи какафонија внатре, нема тоа да биде служба која ќе изгради, охрабри, а не ќе ужаси или ќе доведе до забуна на крајот. Тоа е многу јасно. И на крајот вели, не се оттугјувајте, дава еден убав овдека принцип. Говорењето на јазици не само што не обединува како војничката труба во едно дејство, туку прави да се чувствуваме како тугинци еден со друг. На крајот го користи зборот варварин или барбарос. Кога ќе дојдеш во среден, ќе се најдеш во среден, например, јас сум бил во таква, има еден германец, има некој си пољак, и на крај тај секој да се моли на својот јазик. И секој се моли на својот јазик. Меѓутоа, не разбираме никој што другиот зборува, освен тој што си зборува самиот за себе на својот јазик. И на крајот ќе кажеш амин колку да кажеш амин. Меѓутоа, ништо не си разбрал. Јазикот, една од функциите на јазиците е да оттуѓува, да разграничува, да раздвојува. Јазиците се дадени со Вавилонската кула, за од тука да спочнат различни народи, да се разделат и да се знае кој каков народ е. И вели Павле, ако во црквата нема единство, нема хармонија, ќе има нешто друго. Ќе има оттуѓување, ќе има раздинување, ќе бидете како тугинци еден со друг. Еден свири една мелодија, друг свири друга мелодија, трет свири трета мелодија. Никој не се разбира со другиот. Никој не може да го разбере другиот. Службата треба да биде заградена на целото тело. Тоа е принципот. Не се сведуваме директно на овие две дарби. Тоа е најмалку важно. Какви се тие дарби, што се тие дарби. Принципот е важен. А принципот е секоја служба, секој дар треба да работи во, како што во оркестрот има различни инструменти, но сите тие свират и создаваат една композиција, една мелодија. И на крајот сето тоа звучи убаво и секој разбира. Секој учи. Почувањето во вистината е многу важно овдека. Оној кој зборува, нека се моли за дар да може да толкова, зашто ако се молам на друг јазик, се моли мојот дух, умот пак мој останува бесплоден. Па што да се правим? Ке му се молам со дух, ке се молам и со ум, ке го воспевам со дух, ке му пеам со ум. И се овдека, пак ке кажеме, не можеме екзегетски, граматички да докажеме, да потврдиме дека Павле овдека говори за јазик со граматика, некаков странски јазик, туку говори за нешто од кое духот профитира, а умот не профитира. А духот профитира. Говори за некакво лично искуство, за некаква молитва, за некакво лично општина со Бог, кој човек може го практикува, меѓутоа не на општата служба. На општата служба тоа нема никаква полза. На општата служба е важно говорењето на јазици како откровение од Бог кој се толкува од толкувач. Тоа е кажно јас. Сега, можеме ние
да го насилиме, да го притиснеме овој текст и да му додадаме или нашите толкување, да кажеме, не, се едно исто, се се работи за странски јазици, за кој треба преведувач, кој ќе го пренесе на јазик кој е разбирлив на другите луѓе. Меѓутоа, текстот не ни дава таква можност, така да го интерпретираме. Затоа вели јас, ќе се молам со дух, ќе се молам со ум, ќе го воспевам со дух, ќе му пеам со ум. Зашто ако благословиш со дух, како ќе рече амин на твоето благодарење простојот човек, кога не разбереш што велиш? Ти благодариш убаво, но другиот не се надградува. Затоа вели, му благодарам на мојот Бог, зашто зборувам на други јазици повеќе ситуации. Но, она што е важно, тоа најважно. Но во црква, и тука зборот е еклесија, на собранието, вели, на собранието. Сакам да кажам 5 збора разбирливи, за да поучам и други, отколку илјадници зборови на непознат јазик. Тоа е важниот принцип. Не ме интересира твоето лично искуство со Бог. Не ме интересира твоите лично општење со Бог. На служба. Важни се разбирливите зборови. Важно е словото, јасно, разбирливо, кажано од проповедникот, на проповед. Не мора да биде на проповед. Може да биде во разговор, но да биде јасното, може да биде и во молитва, но да биде јасно, разбирливо слово. Тоа е. Инаку се случува во црквата безредие, се случува хаос. Каква е полза кога сите, има такви цркви, сите почнуваат да зборуваат на некакви неразбирливи јазици и на крајот никој не разбира никого, секој се оттугива од другиот и се случува една страшна какафонија. Така, 5 разбирливи збора, сакаш да каже апостол Павле, се многу поважни, многу повеќе работа ќе завршат од било кое чудо што ќе се случи во црква. Може да паѓаат во несвес, може да се тресат, може да скокат, може се да се случува. 5 збора, вели, вршат повеќе работа од се друго. Кој е проблемот денес? Истиот проблем кој постоел и меѓу коринтијаните во тоа време. Се цени езотеричното, она надприродното. Ако ти покажеш нешто надприродно, невообичаено, значи ти си нешто повеќе од другите. Ти си многу духовен. Некои цркви нудат, како што е тренд во светот, инстант патишта за успех, така нудат инстант патишта, техники, да ти да постигнеш супер духовност. Наеднаш. Денес си поверувал, утре моли се за јазици и Бог ќе ти даде дар молитва на јазици и ти веќе си супер духовен. Си скокнал наеднаш. Кој е основното за нив? Ти треба да го исклучиш. Исклучи го умот и кога те тера да се моли за такви работи, исклучи го умот, умот ти пречи. Умот е пречката меѓу тебе и Бог. Байпасирај го умот. Како? Преку некако искуство, надприродно искуство. И тоа тебе ќе ти помогне ти да станеш супер христијанин. Апсолутно не е вистина, словото го негира тоа. Како завршува? Повеќе сакам да кажам 5 зборови разбирливи за да поучам и други, отколку илјадници зборови на непознат јазик. Да поучам, да научам, поука да дадам. Разбирлива, јасна поука која е адресирана на умот на луѓето. На умот. По умот немојте да бидете како деца. За злото бидете како дечиња, а по умот зрели. Им вели, вие сте како децата. Вас и треба да ве залажува некој со трикчиња. Што најмногу сакат децата? Ако сега немирно, почне да му тропкаш нешто, ќе се смири, ќе се заинтересира веднаш. Може да му кажеш многу зборови, не го интересира. Ама направи му некоја игра. Направи му некој трик, некој чудо. Нешто што прв пат го гледа, ќе се смири. Вие сте како деца. Вие се интересирате само од такви работи. А во
Умот сте многу. Вие се мислите за многу духовни, супер духовни заради некакви манифестации. У ствари, вие сте по духовен поглед, во умот, во знаењето, вие сте деца. Пораснете. Време е да пораснете. Време е да тргнете на вистинскиот пат. Но службата е и за евангелизирање на дворешните. Во законот е напишено. На други јазици со друг уста ќе му зборувам на овој народ, но и така нема да ме послуша, вели Господ. Како да го истолкуваме сега? Зошто го вклучува ова пророштво од Стариот, не пророштво. Ова е од пророштво од Стариот Завет, напишено во Исаја, во 28 глава 11 стих. Од таму цитира Павле. За да го објасниме, да го разбереме, зошто сега ово го кажува во контекст на неверните сега. Последниот стих вели, и така, нели, имајќи го преди това. Ако дојде некој од надвор што не верува, и продолжува. Овој стих е напишан во 28 глава на Исаја. Целата таа 28 глава на Исаја е едно пророштво, тоа е предупредување. Ако не се покаете, јас ќе ги пратам асиријците. Асиријците ќе дојдат, ќе ве уништат. Тоа ќе биде мојот суд за вас. И навистина, доаѓа асиријците, ги напаѓа, доаѓа, вика зборови што евреите не ги разбираа. Асиријски зборови. Сите тие неразбирливи зборови требаше во нивниот ум да бидат како подсетување на Божиот суд, да ги асоцира на Божиот суд. Тие неразбирливи зборови асиријски беа судот за евреите. И вели Павле сега, продолжува. Затоа јазиците, заради ова што ви го кажувам, што се случило во Стариот Завет, јазиците не се знак за оние што поверувале, туку за оние што не поверувале. Каков знак? Зашто знак? Пророкувањата пак не се за оние што не веруваат, туку за оние што веруваат. Ако пак целата црква се собере на едно место, сите почнат да зборуваат на непознати јазици, а дојдат и прости луѓе или безверници, нема ли да речат дека сте полуделе? Каква се е врската на пророштвото на Исаја и оваа, овдека, од 22-23 стих. Вие се ги разбирате, или вие може би вашиот дух се надградува. Меѓутоа, ако влезе некој од надвор, тие јазици, тоа лудило што се случува, ќе го свати на начин што ќе си каже, овдека нема никаков Бог, каков е тој Бог, овдека нема спасение, ова е глупост. Ќе си оди, дејќи ќе ве смета за луди. И што ќе се случи? Тие ќе бидат испратени на осуда, зашто ќе го отфрлат Бог. А тоа не е целта на службата. Нашата служба не е луѓето да бидат оттргнувани од Бог. Како што асиријците доаѓаа и со тие непознати јазици навестуваа, со така вели, вашите неразбирливи јазици ќе бидат пречка, ќе бидат препрека за луѓето да дојдат до Бог. Напротив, таа средина ќе ги отфрли од Бог. Ќе ги отфрли во судот. Затоа продолжува. Ако сите пророкувате, а дојде некој прост човек или безверник, него сите ќе го обвинат и сите ќе го осудат. Така што тајните на срцето ќе му се откријат и тој ќе падне на колена, ќе му се поклони на Бог и ќе рече, навистина Бог е во вас. Гледате контраст меѓу 24 и 23 стих. Ако дојдат и има едно лудило, какафонија од јазици, ќе дојде неверник и каже овие се луди и ќе нема да се врати повеќе. Но ако се пророкува, тоест ако се проповеда словото на Бог, тогаш тајните на срцето ќе му се откријат, гревот ќе се открие во него, ќе се открие слабоста, фрустрацијата, борбите што ги има во животот, зашто така действува словото, јасното слово. Словото е како огледало кој ни кажува што има во нас, и открива вината во нас, ни открива осудата, меѓутоа го открива и спасението од Бог, и открива жртвата на Христос. И на крајот тој ќе падне на колена, ќе му се поклони на Бог и ќе рече, навистина Бог е во вас. За разлика од првите, кои што ќе си отидат и ќе речат,
не доаѓам веќе овдека. Словото, разбирливото слово, е тоа што ќе ги доведе до покаяние и до вера во Бог. И верувам дека сите тука сме дојдени, бидејќи сме чуле слово од Бог. Не верувам дека некој овдека, затоа што некакви манифестации видел во некој друг човек или во некоја црква. Верувам дека тука сме дојдени за да слушаме слово. Да, имало и кои одат за да гледат такви работи. Одат и се збунети, буквално се збунети. Има буквален хаос. Ке се наредат и оди еден и ги турка. Некој успева да ги тура, некои се спротивставуваат. Со некои се борат. Хаос, буквален хаос се случува на тие служби. Нема хармонија. Нема никакво единство. Еден паѓа, друг скока. Трет е во безсознание. Четврт вика. Каков е тој? Какви се тие инструменти? Каков е гласот? Што зборуват тие труби? Какви мелодии свират, вели апостол Павле. И на крајот, во што се градат? Како се градат тие? Како гради таа служба? И ако влезе некој од надвор, и ако има разум, ќе каже, ова е лудило. И ќе си отиде. И така службата ќе го отврли. Службата ќе биде пречка. Службата која треба да биде инструмент за негово доближување до Бог ќе биде инструмент за негово отврлање од Божјото присуство. Така, тоа се принципите. Службата да се градат луѓето и да се водат до спасение оние што не веруваат. Тоа е службата. Таа не е за забава, не е тепање време. Таа е градење за градење во вистината. Таа ги отвара срцето. Словото ги отвара срцето. Словото не тера да паднеме пред Бог, како што вели овде, на колена да паднеме. И тоа не заради нешто. Во 24 стих нема никакви чуда. Нема ништо феноменално. Има само слово разбирливо јасно. 24 стих и 25 се исклучок од целата глава, каде што има секакви други спектакуларни работи. Едно обично слово вели. И тоа слово ќе го натера да падне и да поверува. И да каже, навистина, Бог е во вас. Навистина овдека действува Бог. И тоа е нашата желба. Тоа е нашиот мотив, да доаѓаме овдека и во Словото, самото Слово, самата вистина, на крајот да не натера да кажеме, да, го видов Бог. Бог е тука со нас. Го чув неговиот глас. И затоа нема да биде после оваа служба ништо повеќе исто, како порано, бидејќи го видов Бог, го почувствав Бог, го слушнав неговиот глас. Неговото Слово влезе во мене. Тоа е целата порака. И тука нема самоизјава, зашто Словото е тоа кој действува. Не некаков магионичар, не некаков лекувач, не некаков човек што прави некакви чуда, туку Словото е тоа што прави се. Тоа е така, накратко кажано. Многу работи пак остануваат неразјаснати, зашто има многу различни толкувања. Принципот е важен овдека. Принципот. Зошто една црква, една служба постои? Да се градат надвежните. Ако една служба не ги гради луѓето со Словото на Бог, со вдахновеното Слово од Бог, тогаш црквата, службата ја губи смислата. Се што правиме, и славењето, и молитвата, секоја служба, евангелизирањето, секоја служба е во насока на градење и досегање на неспасените. Тоа е. Господ да ни помага и да ни дава мудрост и ние така да служиме.